Уште едно спортско корисно возило од компактниот сегмент. Opel Mokka ја доживува својата втора генерација. Првата не беше многу успешна, не беше ни многу продавана, но се задржа некаде во средината на продажбата и пласманот во овој извонредно набиен сегмент. Но што направи Opel? Од PSA ја доби основата и ја користи истата основа како 2008-ката и C3 Aircross. Но Opel имаше отворени раце што се однесува до дизајнот. Па на овој нов изглед е наречен визор, затоа што има еден монолитен изглед и делува како штит на целиот автомобил. Оваа идеја се користи и се пренесува и на остатокот на кабината. Сега Opel Mokka е пократка за 12 см од претходната генерација, но таа е растегната и намалена и е висината. Па затоа се добива една спортска форма дури и кога се гледа од позади. Кога ќе го отвориме гепекот, гледаме дека нема сосема доволно простор и нема онолку простор колку што имаат неговите француски братучеди. Сместувањето во внатрешноста, посебно на задниот дел, е малку непријатно поради овој потег кој е направен да изгледа барем од надвор подинамично возилото. Но кога седите на задната клупа, ова делува малку клаустрофобично. Што се однесува до просторот за колената и за рамениците, има доволно, но забележливо е дека е помал просторот на задната клупа во однос на Peugeot 2008 и на Citroen C3 Aircross. Насекаде во внатрешноста се гледаат квалитетни материјали, особено на ова Ultimate ниво на опременост, но помалку разочарува пластиката. Mokka со својата појава и со својот дизајн сака да стави апостроф на спортските квалитети кои сака да ги понуди. Па дали е така? Кога сте веќе на возачкото седиште, тогаш добивате сосема поинаков впечаток за Mokka. Да, присутни се грубите пластики, како што ги споменав, но целото уредување на внатрешноста, како што е ова овде или во вратите, се однесува на поскапиот изглед. Оваа пластика има и делува како да е карбон. Незиниот лик барем делува така. Но во комбинација со алкантарата која е во внатрешноста и пијано лакот прави едно посебно чувство. А кога сме кај посебното чувство, тогаш треба да се спомене и инструмент таблата на Mokka, бидејќи таа има два обединети дисплеја. Едниот има 12 инчи и тој може да се модулира како сака возачот, додека вториот дисплеј од 10 инчи се наоѓа високо на централната конзола и преку него се командуваат конективните, но и безбедносните технологии кои се вградени во Mokka. Овој модел е опремен со 1,2 литрен PureTech мотор со турбополнач кој произведува 130 конски сили и е впарен со 8-степен автоматски менувач. Оваа комбинација имав и минатата емисија на возење, се сеќавате на Peugeot 308, на новиот Peugeot 308. А да видиме овој склоп како се однесува во Mokka. Mokka не е теренско возило, но поради низиното растојание од тлото, таа може да помине мали теренски предизвици. Не големи, но доволни за да ги исполни очекувањата на оние кои сакаат барем мали екскурзии во природата.
Мока многу солидно се однесува на неасфалтирани патишта, но низината функција, како што реков, да биде на асфалтот, да биде во урбана средина. Па затоа и оваа комбинација на мотор и менувач е интересна. Возните својства се линеарно распределени и не можете да се почувствувате инфериорен, особено не на пат со свиоци. Во преден план што доаѓа на ваков пат со свиоци е управувањето. Тоа е прецизно и возачот добива добра и контраинформација од подлогата, што е многу подобро ако се спореди со француските братучеди. Да, кога ја форсирате мока, се слуша малку посилен продор на звукот на моторот, но тоа се случува кај секој автомобил. Па, динамичните својства на мока се многу подобри и возењето на мока е интересно и возбудливо, но морате да внимавате на одредени надуправувања. Она што го споменав во однос на неговите француски братучеди, дека има нешто помалку простор и поклаустрофобично чувство на задната клупа, се анулира со возните својства, што е добар аргумент за сите оние кои сакаат спортско корисни возила кои имаат добри манири на асфалтот. Може би непријатно изненадување ќе биде цената – 25.900 евра. Мока е нов модел. Неговата цена не е ништо повисока од останатите конкуренти, бидејќи возениот модел е во највисоко ниво на опременост. Има дури и 18-инчни тркала. Со мока Opel покажува дека може да ја задржи својата персоналност и во новата средина. Комбинацијата на 3-цилиндерскиот турбобензинец со 8-степениот автоматски менувач е извонредна комбинација, што се однесува и до перформансата која ја извлекува максимално од моторот, но и со економичноста. Во просек забележав потрошувачка од 6,5 литри, што е добар показател, особено доколку се земе во предвид дека имаме автоматски менувач. Тоа беше се што подготвивме за ова издание. Следната средба е за 7 дена. До тогаш останете во добро расположение и добро здравје. До гледање.